Здраво! Добре дојдовте во четвртата епизода од подкастот Семејна соба, воден од мене, Александра Мишовска. Ве поздравувам сите и се надевам дека сите сте во добро здравје. Во контекст на претходната епизода, во која што говоревме за идентитетот, и ви најавив дека во оваа епизода ќе говориме за адолесценцијата и идентитетот. Адолесценцијата имено еден од најтешките развојни периоди, започнува од 13-та и трае се до 21-та година. Кога велам најтешките, мислам на најбурниот период, затоа што тој е еден од развојните периоди во кој што може за прв пат да дојде до криза на идентитетот или криза во развојот. Па да пораздлабочиме малку подлабоко оваа тема и да видиме што се случува во овој период. Велиме, ако се водиме по Ериксовата теорија за идентитетот, вели идентитет наспроти конфузија на улоги. Што сака да ни каже Ериксон со ова? Како што напоменав, самиот период на адолесценцијата е доста динамичен и стресен за самиот тинеџер. Затоа што првенствено пред се не само што се јавуваат телесните промени кај младиот возрастен, него се јавуваат и промени кои доаѓаат од внатрешен карактер, односно доаѓаат од нашата психа. Па почнуваме да ги продлабочуваме нашите интереси, нашите размислувања, да ги проверуваме ставовите и нашите искуства, да бараме нови полиња на интереси и така натака. Многу е интересно, бидејќи во периодот на адолесценцијата младите луѓе се представени под бројни предизвици. Тие се обидуваат да експериментираат, се обидуваат да тестираат, ги проверуваат границите, проверуваат го своето место, не само во семејството и во општеството. Потому често пати се пресретнати од критики, од закани да речеме или уцени, дали тоа доаѓа од училиштето, дали доаѓа од семејството или од пријателите. Но зашто се овие сите тука? Пред се, за да го обликуваат и му овозможат на младиот човек соодветно да го адаптира своето размислување и своето однесување согласно општествените норми. Што би значело тоа? Младиот возрастен е сосема свесен за своите таленти, за своите потреби, за своите искуства, свесен е оному каде што потврла или она што му недостасува. Потоа може би доаѓа или започнува кризата на идентитетот. Говориме во периодот на адолесценцијата. Но што би било здрав услов или здрав предуслов за да се формира идентитетот онака здраво или функционално, како што би кажале ние? Пред се е потребно поединецот себе си да се доживува во подолг временски период како самостојна личност, но и средината да го доживува за цел тој период како засебна личност. Што би значело ова? Значи, од младиот возрастен се побарува тој да се однесува согласно општествените норми, согласно културните норми и очекувања од средината кон него. Па токму во овие услови може би да настане некакво несогласување или да настане некаков, би рекла, пресек или пукнатина во идентитетот. Што би значело тоа? Младиот возрастен почнува да се прашува кој сум јас, зошто јас не можам да се вклопам во оваа средина, зошто оваа група не ме прифаќа, може би сум различен, може би не сум доволно добар, доволно умешен. Сите се овие прашања, битни прашања кои што се вртат и се вртат постојано како на некоја плоча во главата на младиот човек. Па да видиме, што е тоа важно за да се формира еден идентитет и да се формира една карактерна црта. За ова веќе нели говоревме во претходната емисија и кажавме кои се услови, кои се фактори влијаат и што све е битно. Но да видиме, кога настанува конфузија на идентитетот во периодот на адолесценцијата? Кога младиот возрастен не знае кој е, не знае каде е неговото место во животната средина. Кои се неговите задачи во овој развоен период? Пред се да го формира својот идентитет, не за личноста која е он, него својот родов, полов, сексуален, професионален идентитет. Понатаму, ова е период на експериментирање. Период на потреба од припаѓање и потреба од период на прифаќање. Младиот возрастен воедно се наоѓа на една раскрсница каде што самиот знае дека веќе е своја личност, треба да тргне кон својот пат, да ги избира своите избори, да ги прави своите начини, но од друга страна има силна внатрешна потреба да припаѓа. Каде да припаѓа? Да припаѓа во семејството, да припаѓа во групата на пријатели, да припаѓа во своето социјално опкружување.
Но што ќе се случи доколку оваа млада личност не е прифатена? Што ќе се случи со нејзиниот идентитет? Ќе настане криза, конфузија. Говоревме веќе за претходно, нели, за фазите низ кои што минува личноста. Што е важно во овој период? Да се формира една позитивна слика за себе. Значи, јас сум свој и автентичен, но воедно сум дел од оваа група. Дел од групата, семејството, пријателите, училиштето и така натака. И се чини како да ова се не е доволно тешко, како да не е доволно голем товар за младиот човек, па тука ќе ги дадеме социјалните медиуми, Фејсбукот, Инстаграмот, околината, средината, и тие им прават притисоци. Какви притисоци? Секакви, верувајте, од физичка, од психолошка причина. Се споредуваат, се компарираат и така натака. Но, драги мои, драги млади, верувајте ми, никој од вас не знае што се случува кога на крајот од видеото што го гледате ќе се исклучи камерата, ќе се исклучи светлото. Дали и понатаму продолжува да обстојува насмевката зад камерата? Дали хармонијата или таа еуфорија што ја гледате и понатаму е присутна? Не, или може би е, ние тоа не го знаеме. Верувајте, светот не е онака како што го гледаме зад екраните. Е многу потежок, многу посложен и многу комплициран. Ворете да се испражувате и испитувате кои сте, каде одите, кон што целите. Доколку се почувствувате заглавени, доколку почувствувате некаква празнина, потешкотија, не можете да продолжите сами. Јас ве охрабрувам да побарате стручна помош, затоа што ние стручните лица токму затоа. За вас да разговараме и да понудиме можни решенија и солуции. И сакам уште еден апел да упатам до родителите на адолесцентите. Како што кажав и во претходната епизодија, ве молам, активно слушајте, бидете вклучени во процесот, затоа што вие сте првата сигурна база која што ќе му овозможи на ова младо пиле да ги расшири своите крила и да полета. Бидете тука, слушајте без осудување. Доколку нешто не разбирате, продлабочете го прашањето, продлабочете ја темата. Не нудете можни одговори, само активно слушајте. Младите сакаат да знаат дека сте тука за нив и во добро, но и кога е тешко. Јас ве бакнувам, гушкам и поздравувам и со нетрпение ве очекувам во следната епизода. До гледање!